Секојдневните пресуди на ВМРО ДПМН во кои зборуваат за моето наводно незаконско работење, уште еднаш потврдуваат дека не можејќи да ја критикуваат мојата работа и сето она што заберово и беровче не се прави, изнаоѓаат некои привидни неправилности кои се всушност работи од секојдневното работење на општината и за кои ни малку не чувствувам да сум сторил нешто што е на штета на органот, а уште помалку на штета на граѓаните. Се прашувам дали при изнаоѓањето на наводните неправилности не сте се запрашале дека во работите за кои ме обвинувате и обвинувате работата на целата општинска администрација, во која работат пред се луѓе интелектуалци, кои, верувајте, се преоптеретени со секојдневните работни обврски, да се направи нешто за Берово и за жителите на Берово. И немаат време во услови на пандемија да се дообјаснуваат и да даваат одговор на вашите празни обвинувања. Граѓаните сакаат да слушаат што ќе се направи за нив, како ќе им се унапредат услугите, кога ќе се реши одреден комунален проблем и слично. Ние сме мало место, кај што сите се познаваме и штете на овој начин да се создава омраз, бидејќи, верувајте, со секој ваш прес, одредена група на службеници е директно повредена и се создава непотребен револт. Моја работа не е да одговорам на празните обвинувања, туку да работам во насока на подобрување на животот на граѓаните и затоа така и ќе продолжам. Мултимедијалниот центар е голем капитален проект, кој ќе биде гордост на Берово и кој ќе биде започнат во следниот период. Капиталните проекти не се нешто што никнува преку ноќ. За истиот веќе имаме обезбедено соодветна техничка документација. Работите што се направени и се прават за градот и за подобрување на животот на граѓаните се евидентни и докажавме како се сака Берово со срце. На соочување и дуел сум подготвен во секое време. За се друго сметам дека е излишно и непотребно. Благодарам.